дојди, Господар, Бог на вселената, Отец на вечноста, посети не. Всемогъен Боже наш, дојди во овој час, посети ме. Твореци Господа, Отец на вечноста, посети ме. Отворен Исусе Божи Син, посети ме. Речоха словото и от нас да отстрани всекое зло. Блаженну грешина, Светлый Дух небесен, посети ме. Срцами исполни нас, устами сведочи, сочувай ме. Откривица чудесно единство, слави ме. Очи покорност, любови, искреност, верност и очи ме, о Боже наш. За слава на Бога ќе го прочитаме Псалмот број 25. Таму е запишено следното. Кон Тебе, Господи, ја подигам мојата душа. На Тебе се надевам, Боже мој, не оставај да се засрамам, за да не се веселат над мене моите непријатели. Навистина, нема да се засрамат оние кои се надеваат на Тебе, ќе се засрамат оние кои изневеруваат без причина. Покажи ми ги, Господи, Твоите патишта, научи ме на Твоите патеки. Води ме во Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на моето спасение. На Тебе се надавам секој ден. Спомни си, Господи, за Твојата верност и за Твојата љубов довека. Не спомнувај си за гревовите на мојата младост, за моите престапи. Спомни си за мене, о Господи, според Твојата љубов и заради Твојата благост. Господ е благ и праведен.
Затоа ќе им покаже пат на грешниците. Тој ги води кротките во правда, ги научува кротките на својот пат. Сите Господови патишта се милост и вистина за оние кои ги чуваат Неговиот завет и Неговите сведоштва. Господи, заради Твоето име прости ми го гревот зашто е голем. Кој е човекот кој се бои од Господа? Него тој ќе го поучи кој пат да избере. Неговата душа ќе живее спокојно, а неговото семе ќе ја наследи земјата. Господ е близу до оние кои се бојат од Него и ќе им го покаже својот завет. Моите очи се насочени секогаш кон Господа, зашто Тој ги излекува моите нозе од мрежата. Погледај ме и смилувај ми се, зашто сум осамен и натажен. Тагите на моето срце се умножени, избави ме од моите јадови. Види ги мојата неволја и мака и прости ми ги сите гревови. Погледај ги моите врагови колку се многу и со каква жестока омраза ме мразат. Чувај ја мојата душа и спаси ме. Не оставај да се засрамам, зашто се надевам на Тебе. Невинноста и честноста нека ме пазат, зашто се надевам на Тебе. Господи, избави го Израел од сите негови беди. Се исправиме да се помолим. Татко наш небесен, и ова ново утро, Господи, ние доаѓаме во Твоето свето присуство. Го повикуваме Твоето свето име, Господи, и како што пеевме во песната, да бидеш со нас, Господи, да дојдеш, да ни исполниш сега во нашата заедница. За навистина, Господи, на Тебе да ја одадаме славата, бидејќи единствено Ти си достоен за тоа и Ти не повикуваш тоа да го правиме секојдневно, а особено сега, Господи, кога сме соберени сите заедно во Твое име, не само благодарност, не само славење, туку се што е во нас, Господи, Ти не повикуваш сега да го оставиме во служба на Тебе. И не само во овој момент, туку и од сега понатамо, целиот наш живот, Господи, да сведочи за Твојата љубов. Целиот наш живот, целото наше битие да ја одразува Твојата светлина, Господи, духовната светлина со која што и сега, и во овој момент Ти повторно не осветлуваш. И сега, Господи, пак Ти не повикуваш да се приближиме кон Тебе. И нашиот повик е исто така и кон Тебе исправен, Господи, приближи се и Ти кон нас. Не заради тоа што ние имаме некаква достојност, туку заради тоа што ние сме недостојни, туку заради тоа што ние сме слаби, грешни и отпаднати, имаме страшна потреба, Господи, од Твојата милост, од Твојата благост. И сето тоа го најдовме и повторно и сега го наоѓаме во Тебе, Татко Небесен. Бидејќи Твојата рака не е кратка и секогаш е испружена кон нас, секогаш Твојата покана за спасение, за помош е вечно спрема нас, Господи. Ти си вечен Бог кој што не поминуваш. Твојата љубов, Господи, останува вечно. Но Ти не предупредуваш и преку Твоето Слово, кога ние ќе го слушнеме Твојот глас, кога ќе го слушнеме Твоето Слово, да не би да ги закоравиме нашите срца и да одговориме негативно на Твојата покана, Господи. Туку Твојата волја е никој од нас да не загине, туку секој да дојде до спознавање на вистината, Господи. А вистината е Твојата љубов, дека Ти го возлюби овој свет, дека Ти го возлюби секој човек и го повикуваш на покаяние, повикуваш, Господи, секој еден од нас да се обрати кон Тебе за спасение на нашите души. Бидејќи не предупредуваш, Господи, дека казната за гревот е смрт и платата е смрт и пеколот кон каде што овој свет води.
И кога кажа што лукавиот насочува и заробува и убива, но ти, Господи Исусе Христе, и ово утро си дојден за да ги расториш делата на лукавиот, пред се во нашите срца тоа што е изникнато, тоа што е како тврдина поставено, Господи, ти преку силата на Твојот Свет Дух, ти тоа го разрушуваш. Преку Твојата духовна светлина, ти повторно, Господи, не осветлуваш и ово утро, за да може да бидеме слични на Тебе, Господи, да постануваме Христолики се повеќе во нашиот живот. И како се приближуваме кон Тебе, Господи, толку повеќе осознаваме нашата слабост, а толку повеќе ја согледуваме Твојата љубов, која што е безгранична, Твојата љубов која што е совршена кон нас, Господи, и не наоѓа, дури кога сме заплеткани во разните мрежи, дури кога сме јадосани од нашите јадови, дури кога сме во проблеми и во некакви испити, и тогаш Твојата љубов, Господи, делува и точно тие нешта ги користи, за да може кај нас да обликуваш Христолик карактер, во нас да обликуваш човек кој што ќе биде по Твојата волја, Господи Исусе, како што Ти исполнуваше волјата на Отецот, така не повикуваш да исполнуваме и ние Твојата волја, Господи. А не го имаш ветено и Твоето свето присуство преку Твојот Свет Дух, кога се впуштаме во служба, кога го посветваме нашиот живот на Тебе, Господи. Ти не имаш ветено дека ќе бидеш постојано со нас, дека ќе не водиш, ќе ни даваш мудрост, како да избираме тоа што е живот, а да не ја избираме смртта, да не стоиме на страната на гревот и на злото, туку да застанеме на страната на правдата, на љубовта, на вистината. И тоа е Словото кое што Ти ни го даваш, Господи, дека нема средина во Твоето Слово. Ти очекуваш од нас одлука да може да се пренесем од царството, од темнината во царството на светлината, во Твоето вечно царство кое што доаѓа, Господи. Во Твоето писмо е објавено и тоа е пророкувано дека Ти доаѓаш со целата своја слава, дека Ти доаѓаш со сите своји ангели, со сите Твои свети, да го воспоставиш и ќе дојде ден кога на вистина Твоето царство ќе биде во комплетност, во целосност поставено во овој свет и се ќе биде обновено и целото создание. О Господи, колку ние сме само далеко од тоа обновување, кога го гледаме светото околу нас како се распаѓа, но од друга страна, колку сме близко до тоа обновување, кога доаѓаме заеднички на служба, кога доаѓаме, Господи, во Твоето свето присуство, толку многу сме близко до обновата која што Ти ни ја даваш. И ово утро, Господи, ние Те молиме, опрости ги нашите гревови, очисти ги, Господи, нашите срца и од секоја трошка темнина која што има во нас. Ти тоа осветли го, Господи. Просведочи го целиот наш живот, бидејќи од Тебе, Господи, немаме што да скриеме. Од луѓето може би пробуваме некои нешта да скриеме, но и во ова грешиме. Бидејќи пред Тебе, Господи, нема ништо скриено. Бидејќи пред Тебе, Господи, се е отворено. Сите наши постапки, сите наши зборови, мотивите на нашето срце, неискажаните планови, сето тоа, Господи, стои пред Тебе и не можеме тоа ништо да го скриеме. Можеме единствено, Господи, кон Твојата милост да погледнеме и ово утро, бидејќи, иако што Ти знаеш што има во нашите срца, Ти, Господи, милостиво не покануваш на Твојот пат, како што читавме и во Псалмот, Ти им покажуваш пат на грешниците, бидејќи Ти си милостив и Ти си полн со благодат. Некои ово утро, Господи,
исполнетоста од Тебе и Твојата благодат да ги исполнува и нашите срца. И Твојата радост, Господе, која што Ти ја вете, нека пребива и нека ги исполнува нашите срца и се што правиме, нека биде за слава на Твоето име. Ти благодарам, Господи, во името Исусово. Амин. Ќе испееме сега песната број 40. Бог е помеѓу нас сега и овој час. Бог е помеѓу нас сега и овој час. Радост да го прославиме, искреност и веру во нас нека види. Господар на сите сили, запејте весело од срце и душа. Радост нека блика. Бог е помеѓу нас сега од небо. Чести почит Божиме за него и небо, ангелски хорпе, вечно сонце таму грее. Запејте весело од срце и душа. Радост нека блика. Бог е помеѓу нас, од нас срце бара, ој со драга, оја дава. Милости дух сака, арештива рака, братска љубов што ќе праќа. Запејте весело од срце и душа. Радост нека блика. Сите вас ве поздравувам во ово утро во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Сите ние сме дојдени пред се да го прославиме Бога, сите заеднички, исто така и да се поучиме од Неговото свето писмо. За таа прилика ќе прочитам од прво Јованово послание, првата глава, од првиот па се до крајот на поглавието.
Она што беше од почетокот, што го чувме, што го видовме со своите очи, што го наблюдувавме и што го опипаа нашите раце, за словото на животот, и животот се јави, и ние го видовме и сведочиме, и ви навестуваме вечен живот, кој беше со таткото и ни се јави нам. Она што го видовме и чувме, тоа ви го навестуваме и вам, за да имате и вие заедништво со нас. А нашето заедништво е со таткото и со неговиот син Исус Христос. Ние ви го пишуваме ова, за да биде вашата радост полна. И ова е веста што ја чувме од него и што ви ја јавуваме вам. Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Ако речеме дека имаме заедништво со него, а одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. Ако пак одиме во светлина, како што е тој самиот во светлина, имаме заедница еден со друг и крвта на неговиот син Исуса Христа не очистува од секој грев. Ако речеме дека немаме грев, се измамуваме сами себе и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Ако речеме дека не сме сгрешиле, него го правиме лажец и неговото слово не е во нас. Му благодариме на Господ за неговото слово. Живееме во време кога светот е исполнет со темнина. Светот нема јасни насоки, ниту кон каде оди, ниту знае каде ќе заврши. Нема никаква сигурна филозофија која што 100% ќе потврди кон каде оди светот и каков му е крајот. Бидејќи и околу нас околностите јасно ни зборуваат дека ситуацијата е алармантна. Нешто се случува кое што го води светот во погибел. Инаку, ако светот одеше кон добро, како што тоа го тврдат некои филозофи, требаше наместо војни да уживаме во мир и во благосостојба. Но се случува токму обратното. Светот, некако гледаме, не води кон мир. Не води кон утеха. Целиот свет е како во еден котел кој што одозгора е покриен, затворен, а одоздола оганот веќе се разгорува. И притисокот малку по малку се крева во тој котел. И прашање на време е кога тоа ќе избувне, бидејќи и денес во светот има такви мокни оружја кои што имаат глобални размери на уништување. Зошто е тоа така? Низ минатото многу науки имало да објаснат што се случува со светот, зошто така функционира, кои се причините и кон каде оди. Но колку повеќе науката го става гревот и Божјото слово на страна, толку повеќе се оддалечува од вистинскиот одговор. И Божјото слово е апсолутно јасно и чисто и ни објаснува зошто светот се наоѓа во таква една каша и во таков еден погибел. Тоа е заради гревот кој што навлезе во човештвото. И сега човекот постана непријател еден на друг. Непријател дома, непријател на работно место, непријател помеѓу роднини. И не само на индивидуално ниво, туку и цели фамилии со фамилии, и цели општества со општества, цели нации со нации, па дури и цели континенти против други континенти. И тоа е разорната моќ, гревот кој што ја има во себе. Кога еднаш ќе навлезе, кога ќе си најде пат и отворена врата, тоа е како едно мало семе и како една лутица змија што каснува, можеби некојаш не ја ни осеќаш туку на брзина. Го наоѓа својот плен
И без да биде свесен пленот, тој си продолжува, но отровот, гревот малку по малку го зафаќа целото тело. И малку по малку тој крвоток почнува да се стврнува и нема живот, се губи животот и излегува. Така и целиот свет во кој што ние живееме, тој е загаден, тој е затровен од отровот. Во секаква смисла на зборот е затровен. И е загаден. И духовно, и материјално, и секакво можно загадување. Причини има многу, но најосновната причина, најбазната, тоа е дека човекот му го заврате грбот на својот Создател. Тоа е дека човекот не бара спасение кај својот Отец, кај својот Творец. Иако Господ Бог не повикува и никогаш се нема откажено од своето создание. Но што ни сведочи апостол Јован во неговото писмо, во неговото Евангелие? Дојде светлината во светот. И Јован Крстител сведочеше за светлината. Но луѓето не ја примија. Зошто? Бидејќи нивните дела беа зли и повеќе уживаа во скриеноста и во тајноста и во темнината, отколку да дојдат пред Христос, кој што и със самиот себе вели: јас сум светлината на светот. И кој ме прима мене, нема да оди во темнина. Туку како повеќе се приближува кон Христос, така повеќе нашиот живот ние го отвараме за таа духовна светлина која што не обзима целосно. И толку повеќе ние стануваме искрени и отворени пред Бога. И искрени и отворени еден спрема друг. И тоа е резултатот дека ние сме ја примиле Христовата светлина во нашето срце, особено према браќата и сестрите во верата. Тоа е резултатот, тоа е плодот на светлината која што и Словото Божјо, и тоа се споредува како семе, кој ќе го отвориме нашето срце и дозволиме неговото семе сега да падне во нас. И тоа малку по малку ќе порасне, и ако се грижиме, и ако размислуваме тоа што Бог ни го зборува, и многиме начини како тоа да го практикуваме во нашиот живот, и тоа ќе произведе плод. И ќе го видиме резултатот од нашата послушност кон Бога. И овој свет не знае ни што е вистината, не знае ни што е праведност. Единствено во Божјото Слово можеме да ја најдеме вистината. И фактот е дека тоа зло, таа темнина, не само во светот, во последни времења, за тоа пророкуваат и апостолите, тоа ќе делува и во црквата, бидејќи во подоцнежни времења, како што апостол Павле пишува, ќе се подигнат луѓе лажни пророци, кои што ќе наоѓаат начини како да ги заведуваат и верните чеда Божи. Лукавиот се користи со најразлични измами, најразлични учења и толкувања, се со цел да не одврати од вистината. И Христос вели, тој дојде за да пробие, за да откраде, и крајната цел е за да погуби. Лукавиот него сака твоје, не сака ништо што е Божјо. Тој се противи на тоа што е Божјо, тоа што е искрено, тоа што е светлина. А Господ Исус вели, но јас дојдов за да ги разорнам делата на лукавиот и дојдов за да им дадам живот на моите и да им дадам живот во изобилство. Ние во Македонија обично знаеме да кажеме, па нема живот во нашата држава, младите се иселија, малку по малку стануваме земја на стари, на возрастни луѓе. И гледам пред очите како не испарува нашата земја, како народот се повеќе заглибува и не наоѓа веќе никаква надеж да живее во Македонија и си бара некаков спас, некакво спасение во други држави и така натаму. Бидејќи овој свет сака да го споредува животот со тоа што е материјално, тоа што се случува околу тебе, со државата и така натаму. Но Господ Исус Христос има друга димензија на постојање која што и сега ни ја отвара и не поучува.
а тоа е тој самиот и неговото присуство. И рече, како што имам јас живот, така и на моите им давам да имаат живот во себе си. И нашиот живот не е примарно во државата во која што се наоѓа како верни, нашиот живот примарно е во Него, е во Исус Христос. А потоа секундарно се разбира со целата одговорност што имаме и така натаму во државата, во општеството во кое што живееме и така натаму каде што работиме, го имаме своето постојање, ствараме и така натаму, или пак и разрушуваме со нашите гревови. И тоа го има. Но животот не може да го бараме во овој свет кој што е поминлив, овој свет кој што е привремен и не е вечен. Ако само се задоволуваме со тоа што има крај, тогаш таков ќе биде и нашиот живот. Ќе шетаме лево, десно, само и само за ова да се фатиме, па за друго да се фатиме и нема никаква сериозност, нема никаква трајност, нема никаква сигурност од нашиот живот, без разлика каде се наоѓаме и само ќе лутаме. Но ако се стремеме кон вечноста, ако се стремеме кон тоа што Господ Исус ни го нуди и ни го дава, тогаш се преобразува целото наше постоење. Тогаш се преобразува нашиот ум. Тогаш покаяние навлегува во нашите мисли и веќе различно гледаме на гревот и на злото, на темнината која што била во нас ако дозволиме Христос да не осветли. И тоа веќе станува странно, станува чудно за нас. Иако од време на време во нашата слабост може да потпаднеме, но не сакаме да живееме повеќе во гревот. Сакаме се послични и поблизу да бидеме до нашиот Спасител, кој што не откупи и кој што продолжува да ни откупува и да ни избавува од гревот. И тоа е Јовановото послание за кое што тој пишува во тие 5 поглавија. Прво е опатено кон 3 различни групи на луѓе, пишува кон дечиња, пишува кон младенци во верот и пишува кон возрастни или кон татковци. И тука, примерно, не станува збор за годините, за возраста. Туку станува збор за духовна зрелост. Може би некој во своите 60-70 години и така натаму, а пак да биде дете во верото, зависност кога поверувал. Може и некој млад да биде младенец и така натаму и дете. Но се однесува за тие 3 групи на луѓе. На дечињата им пишува дека тие го запознале простувањето од Бога и го познаваат таткото и ги охрабрува да продолжат во тоа познавање. На младите ги охрабрува и вели: ви пишувам вам, млади, зашто пребивате во Божјото Слово. Научиле како да пребиваат постојано во Божјата наука. Како што и псалмистот вели, дење и ноќе размислувам во првиот псалм. Дење и ноќе размислува за него праведникот. Размислува за Божјото Слово и за неговиот закон. И кога така размислува, тој успева во се што превзима. Без разлика околностите како тоа изгледа, но во апсолутно смисла на зборот успевање, праведникот успева, бидејќи не очекува од овој свет награда или некаква пофалба. Праведникот знае дека неговата награда и пофалба ќе дојде од неговиот Бог, а не од светот каде што живее и каде што постои. Младите пребиваат во Словото. И тоа е веќе вториот чекор или вториот стадиум од нашиот развој, од нашата вера и нашето чекорење со Господ Исус Христос и зашто го победивте лукавиот. И ова послание Јованово може да слободно да кажеме дека тоа е некаков духовен барометар. И можеме ние самите да испитаме преку посланието каде се наоѓаме во нашата духовност, каде се наоѓаме во нашиот духовен растеж. Дали сме уште дечиња во верата,
кој што сме го спознале по простувањето на гревовите и сме го запознале Господ Исус Христос и љубовта Негова што има кон нас, и тоа е првата љубов. Тоа е првата таа енергија која што Господ ни ја дава. Тоа наново раѓање. Тоа преокретување наше. И гледаме колку Господ е милостив, колку е исполнет спрема нас. Иако многу работи ние не ги ни разбираме, нити имаме многу информации во нашата глава, но сепак нашето срце гори. Гори за љубовта Христова, бидејќи сме ја доживеале. И тоа е првиот стадиум дечења во верата. Познавањето на простувањето и познавањето на љубовта Христова. Ако продолжиме во тоа и не се откажеме од таа прва љубов, Господ не води кон поголеми нешта и повозвишени. Потоа следува вториот чекор. А тоа е како да научиме ние секојдневно да пребиваме во Божјото Слово, во нашите одлуки што ги имаме, како тоа да го споредуваме спрема Божјата волја, водството што ни треба во нашиот живот, како да пребиваме во Неговата наука, постапките и така натаму. Зборува и за духовна борба за младенци во верата. И ги охрабрува и вели, вие го победивте лукавиот. И многу јасно може да видиме каде се наоѓаме со тоа што си одговараме на прашањето дали сме имале духовна борба во нашиот живот, во нашето чекорење со Господ Исус Христос, каде што има многу препреки по патот, каде што многу војни, борби треба да се извојуват и со многу мака треба да влеземе во Божјото царство, не дека ние може да го заслужиме, но патот по кој што одиме кон Божјото царство, тоа е тесен пат и никогаш не бил широк, никогаш не бил лесен патот. Бидејќи не е можно во свет кој што е исполнет со грев, исполнет со темнина, ако пробаме да живееме во светлината која што Бог ни ја дава и самиот вели Бог е светлина, во Словото читавме. И не е можно ние сведочиме и веруваме во Бог кој што е светлина и го светува нашиот живот, а пак да одиме во темнината. Ние се измамуваме самите себе се и вистината веќе не е во нас. Го победивте лукавиот. Ако имаме такви искуства, такви борби во нашиот живот, тогаш ние сме стигнати до таа фаза на младенци во верата. И ако продолжиме понатака, стигнуваме во зрела духовна состојба, во татковци на верата. Тие веќе имаат должина, бидејќи со својот живот, со своето искуство со Бога, но имаат и длабочина во познавањето на Бога. Имаат духовна мудрост и може да ги советуваат другите две групи. Да ги советуваат со водство, да ги советуваат на Божјата волја, на вистината. И ова писмо е опратено кон тие три групи на луѓе, а причината е сите тие да бидат исполнети со радост, глава 1, 4 стих, да не сгрешите, втората глава, првиот стих, да не бидете заведени, втората глава, 26 стих, бидејќи многу лажни учени уште во првиот век, кога е пишувано ова писмо, се подигнале како ерес, како лажни науки. Сигурност во вечен живот, и таа е една од причините зошто ова е напишано, а тоа е во 5 глава, во 13 стих. И кога целото послание го разгледуваме, тоа ни зборува за едни апсолутни контрасти. Во ова послание нема да најдеме никаква средина како што тоа го има во овој свет. Овој свет вели дека се е релативно, дека нема апсолутна вистина, дека нема добро и лошо и така натаму, дека нема светлина и темнина. И сите постапки, сите зборови може да најдат некакво оправдување.
Тоа е овој свет што го нуди. Но контрастите што Божјото Слово ни ги става и изборот кој што уште од првата страница Божјото Слово до последната страница ни го става, тоа е изборот на живот и на смрт. И тоа Господ Бог му го нуди на човекот. Нештата што се апсолутно праведни и вистински се кај Бога, а тоа што е обратно и спротивно, тоа е од лукавиот и од темнината. И затоа секогаш е избор на живот или на смрт, или го прифаќаме Божјото Слово и тоа ни дава живот. Тоа ни дава полнота на радост. Тоа ни дава праведност и не води кон вечноста. Или му свртуваме грб на Бога и го избираме патот на смртта. Другиот контраст во ова послание е светлината и темнината, како што објаснивме. Потоа вистината и лагата, љубовта и омразата, праведноста, беззаконието, деца Божји и деца ѓаволски, љубов кон таткото или љубов кон светот. И целото послание, ако го ставиме во некакви атмосфери, во некаква топка, едната атмосфера би била за Божите деца, каде што царува верата, љубовта, послушноста, светлината и вистината, и другата топка или атмосфера, каде што се децата ѓаволски, и таму царува лагата, похотта, беззаконието, распарчувањето, уништувањето и смртта. И посланието не ни дава никаква средина. Или одиме кон тоа што е Божјо и одговараме на неговиот повик кон спасение, преминуваме од царството на темнината во царството на светлината, или решаваме да останеме во царството на темнината. А што означува тоа да ние продолжиме кон царството на светлината? Тоа означува дека ние го признаваме нашиот греф. Ние во царството на светлината не исповедаме наше достоинство. Ние во царството на светлината исповедаме покаяние, исповедаме вера дека Господ Исус Христос нас не има возлюбено, исповедаме вера во Неговото спасение кое што ни го дава. И Божјото Слово не предупредува, ако речеме дека немаме греф, првата глава, 8 стих, тогаш вистината не е во нас и се измамуваме самите себе си. Денес не е тоа скриено и од нашите епископи, идат дури многу понапред и велат тоа не е ни греф за одредени ситуации. А не дека ако немаме греф. И тоа го релативизираат писмото и Словото Божјо. Лани беше прочитано известувањето дека бракот може да се склучува и помеѓу двајца возрастни, без разлика дали се маж и жена и така натаму. Од нашите епископи. И тие самите велат тоа, ако речеме дека тоа не е греф. И Божјото Слово вели, се измамуваат самите себе си и тие што ги слушаат. И вистината не е во нив. Да не одиме подалеко и во нашето срце може да ги откриеме тие нешта. Кога ние во нашиот живот велиме дека немаме греф, кога нашата совест веќе затапила, и кога ние не разликуваме и нашата совест не реагира на нашиот греф, и тогаш ние велиме нема греф во нашиот живот. И измамата е врз нас и не знаеме кон каде одиме. Но кога седнуваме ние самите и дозволуваме на Божјото Слово нас и преку Светиот Божји Дух да не просведочува за гревот и за најситните детали кои што ги има во нас, а тие ситни детали може да направат потоп во нашиот живот. Преку чувствителното срце, ако дозволиме Божјиот Свети Дух да не просведочува, ние тогаш велиме имаме греф и вистината е во нас.
А обратно е, ако представуваме дека нема ништо во нас, нема греф, ние сме исправни, ние не лажеме, не крадеме и така натаму, тогаш вистината не е во нас. А Божјото Слово понатаму до 5 глава во ово послание не предупредува дека не можеме да останеме во таква ситуација, па добро, сега имаме греф и тоа е тоа, и ние ќе се помируваме и само ќе си стоиме во греот, ќе сведочиме дека имаме греф, ќе бараме покаяние, ќе бараме прошка, ќе ги повикуваме стиховете дека Господ е верен и праведен да ни опрости кога ние ги исповедаме нашите гревови, но има некаква точка од каде што нема враќање. Ако толку многу за нашата совест затупави, Божјото Слово не предупредува дека има должина, откако ќе ја поминеме, да не можеме повторно да се вратиме кон покаяние, бидејќи гревот може да стане омилен во нашиот живот. И затоа не предупредува и апостол Јован вели, а тој што е роден од Бога, тој не греши. Семето Божјо е во него и тој не може да сгреши. Но во кој случај не може да сгреши? Кога верникот пребива постојано со Господ Исус Христос. Кога постојано ние го бараме неговото исполнување, кога постојано го бараме неговото водство, ја бараме неговата волја да се исполнува во нашиот живот, во тој момент не греши. И може би изгледа, ако го читам од првата до последната глава, овие нешта како да се контрадикторни, дека првата глава ни вели, ако речеме дека немаме греф, се измамуваме сами себе се, а 5 глава истото послание ни вели, тој што е роден од Бога не греши. Но има предтекст, има контекст на тоа тој што е роден од Бога не греши. Или тој што пребива во него не греши. И тоа така и се разбира. Кога ние повеќе навлегуваме во Господ Исус Христос, во еден момент се случуваат и двата стихови и ни се откриваат. Дека и гревот ни се открива, и тоа ние го исповедаме и бараме очистување од секаква неправда, исто така и чекориме кон подлабоко заедништво со Господ Исус Христос, и преку тоа чекорење ние ја исполнуваме неговата волја и не грешиме, кога сме во центарот на Божјата волја. А до таму ќе стигнеме со исповедање на нашиот греф. Затоа и така почнува ово послание на себе познавањето и не води, и пишува на повеќе места, не води кон совршенство на љубовта. Кога ние совршено ќе ја примаме Христовата љубов во нашиот живот, и тогаш ќе може да ја даваме и на другите. Во ова послание е напишано дека и Бог е љубов. Во 4 глава објаснува за ова. Не може да најдеме никоја друга религија, нити во јудаизмот може да прочитаме, да, таму има дека Бог не сака и не љуби. Но единствено апостол Јован, единствено во христијанството е напишано дека Бог е љубов, а тоа што означува? Не може да биде љубов ако е сам од себе си. И тоа учењето на тројството повторно овде се подига. Дека Отецот, Синот и Светиот Дух од секогаш постојат. И поврзаност од тоа заедништво означува дека само тогаш Бог може да биде љубов. Кога има таа љубов, со кого да биде дадена. И може би некој прашал зошто Бог го создал човекот, зошто Бог го створил сето тоа што го гледаме. Одговорот е повторно, бидејќи Бог е љубов, не од потреба. Не дека Бог имал потреба, туку од својата комплетност и од својата љубов, Бог решил да ја зголеми својата фамилија. Да не приклучи и нас кон неговата љубов. Во првиот век се појавило едно лажно учење
наречено докетизам, кое што проповедале дека Христос не дошол, не се воплатил, не дошол во човечко тело. Туку тоа било привид и привидение, изгледал само како човек, но во суштина бил духовно битие. И тоа апостол Јован и да одговори на тоа лажно учење, го започнува своето послание, она што беше од почетокот, од секогаш постоеше кај Бога, тоа што го видовме, тоа што го слушнавме и тоа што нашите раце го опипаа. И го видовме животот и ви сведочиме за него. А тој докетизам, тоа лажно учење, потекнува од грчката филозофија во тој ден на дуалистички учења, каде што велат дека тоа што е духовно, тоа што е свето, тоа што е нематеријално, тоа е совршено и така натаму, а тоа што е материјално, тоа што се гледа, тоа е грешно, тоа е поминливо. И тоа е така, но големиот проблем е што таа филозофија учи дека тие две нешта никогаш не можат да се спојат. Не може да се спои тоа што е свето совршено со тоа што е материјално и физичко. Но Божјото Слово ни открива дека во почетокот беше Словото, нематеријалното. И Словото беше кај Бога. И во првата глава 14 стих Јован, но сега Словото стана тело и се настани помеѓу нас. И во Господ Исус Христос, тоа што е духовно, свето, и тоа што е физичко и материјално, кај Него се е исполнето. И тоа е првина на созданието. Тој е првороден и од мртвите. И со отелотворувањето на Синот Божи нова земја, и со Неговото вознесение и враќање повторно кај Бог Отецот од десната страна, сега ние во тројството имаме некакво зголемување, ако така можам да речем. Ние во тројството на Бога имаме не само Божи Син, туку ние и го имаме човекот Исус Христос од Назарет. И сега патот кон Бога е отворен и за нас луѓето. Бидејќи Божиот Син постана човек како мене и тебе, и во ништо друго не се разликуваше, освен во тоа што не се најде грев и не изусти неправда неговата уста. И не може да има никаков друг застапник помеѓу Бога и луѓето. И не постои никакво друго име под небото кое што е дадено на луѓето за да може ние да се спасиме. Тоа е единствено името на Господ Исус Христос. И не може никој друг така да посредува за нас, како што тоа го прави Господ Исус Христос. Бидејќи тој е човек, те познава целосно. Ги познава сите твои слабости, го познава целиот твој живот. Ги познава твоите отпаѓања, го знае твојот грев. Но не те осудува и ово утро, тој вели стојам на вратата и чукам. Од друга страна и Божи Син, кој што апсолутно и совршено може да не застапува пред Отецот на светлината, каде што никој не може да пристапе. И немаме друга надеж во овој свет. Немаме друго име кое што ние може да го повикаме за наше спасение. Може би некои представуваат со светци, со така, но нема таков светец кој што е апсолутно Бог, Божи Син и кој што е апсолутно човек. Не може никој толку добро да го разбира твојот живот. И не може никој толку добро да ни го представи и да ни открие славата Божја, како тоа што го направи Господ Исус Христос. И во 24-тиот псалм, тој пророчки псалм, кога Господ се врати повторно од десната страна на Бога. И псалмистот вели, кренете ги врати своите надвратници, подкренете ги своите надвратници. Кренете се вечни порти да влезе царот на славата. Кои се вечните порти? Тоа е небото кога беше затворено за човек. И единствено Господ Исус Христос, тие вечни порти
се отворија за него? Кој е тој цар на славата? Господ на воинствата, тој е цар на славата. Господ Исус Христос се избори за тебе. Се бори и ово утро. И на крстот, најголемата битка и најголемата борба, тој ја победи. И смртта ја победи, давајќи го својот живот. И неговата крв беше пролеана за тебе и за твоите гревови, и за мене, и за моите гревови. И што пишуваше Јован? Но ако ги исповедаме, само ако ги исповедаме, ако го спознаеме нашиот живот и ги исповедаме нашите гревови пред Него, тој е верен и праведен да ги прости нашите гревови и да не очисти од секоја неправда. И ово утро изборот Господ Бог ни го остава на нас преку Неговото писмо. Ние и сега сме поучени. И сега го имаме изборот дали ќе избереме живот и вечен живот со Него, или ќе останеме во смртта и нашиот живот ќе пропадне. И нема да бидеме вечно со Него, туку вечно во пеколот. Што денес ти ќе избереш? Нека се исправиме да се помолим. Господи Исусе, Ти благодариме, Господи, за Твоето Слово. Ти благодариме за светлината со која што Ти го осветлуваш целиот наш живот. И кога ние дозволуваме, Господи, Твојата светлина, Твоето Слово да навлезе во нас, во нашите мисли, во нашето срце, тогаш го спознаваме нашиот живот во однос на Тебе, Господи. И тогаш може да избереме каде ќе тргнеме. Ние бираме, јас избирам, Господи, Твојот пат. Го избирам Твоето име, Господи Исусе. Да молам Тебе за спасение. Да молам Тебе за откупување и за избавување. За сите нас, Господи. Слава нека биде на Твоето име. Амен. Од душе свет животворен, песна број 32, ќе испејам. Животворен, тој дојди од небо, со силна љубов стоплики, студените срца.
Вечност нема ни за вечност нема ни. И они сме заравени за вечност нема ни. Нас овој час и насели се, кога песни пееме и со свет чисти срца обновили. Наш ограничен с тобой распросвети, с тобой распросвети, с тобой распросвети. Сега ќе изслушнем децата. Господ, сам мислите за добро, а не за зло. Да ти дадам мира и надежда. Браво. Народната богослужба останува во недела во 10 часот со бајле. И за крај ќе се исправиме сите, ќе завршиме со песната број 1.
Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас сега и во сите векови. Амин.